Значи, убаво рековте. Еден од најголемите хендикепи кај луѓето е неможноста на човек да гледа, збориме за тотално слепило, а може би да кажеме на некој начин помал хендикеп е да не гледа како што треба. Значи, сепак гледа, но не гледа како што треба. Сега, тоа истото го потврдуваат и офталмолозите. Еве што велат. Нашите очи, интересен овој речник со кој што се користат, кој што кажува многу нешта, вели, нашите очи се наш поглед кон светот. Добриот вид ни возможува да го разбереме нашето обкружување и да во целост го доживееме животот. Видот е најбитен од сите сетила. Па нели според тоа и најголем хендикеп е да тоа сетило не ти функционира. Че видот е најбитен од сите сетила. Проблемот со видот директно влијае на квалитетот на нашиот живот. И тоа веројатно оној кој што го почувствувал го знае, повеќето од нас веројатно го почувствувале и горе-долу, еве сите носиме наочери, па еве дојде време и јас да земам. И само на почетокот би сакал да кажам како тоа функционира, значи како доаѓа до тие аномалии, иеко, како што и Диме спомна околу слухот, така и видот со годините се намалува, односно тоа е така наречена старечка далековидост, се вика, или пресбиопија. Многу од луѓето се подложни на далековидост која е поврзана со старењето. Острината на видот на блиску со времето се намалува, така да на многу луѓе после 40-та година од животот за читање им се потребни очила. Како што еве на мене така и ми кажа докторот, рече ништо не е страшно, тоа се годините во прашање. Вели, ова се случува бидејќи со текот на времето очната леќа старее и ја губи еластичноста и способноста за прилагодување. Тоа е тоа. Меѓутоа, кај аномалии кои што се случуваат, еве да речеме, во несоодветно со годините, кај кратковидоста, миопија се нарекува, кај кратковидоста не сме во можност јасно да ги видиме оддалечените предмети. Значи, тоа се луѓе кои што гледаат близу, меѓутоа не можат да гледаат надалеку. Очното јаболко во овој случај е подолго од нормалното или рожницата е позаоблена од вообичаено. И така светлосните зраци, значи, кои што се преклопуваат, се прекрашуваат преку рожницата и леќата, се преклопуваат пред мрежницата, тоа е оној внатрешен дел од очното јаболко или ретина, така наречена, каде што има фокална точка. И сите треба да се преклопат точно за да паднат во таа фокална точка, за да вие добиете јасна слика. Но, во овој случај, тие паѓаат пред мрежницата и затоа човекот гледа блиско, меѓутоа не може да види подалеку. Кај далековидоста па е обратно. Значи, тоа прекршување на светлосните зраци паѓа позади мрежницата. И затоа се потребни наочери за да го фиксираат тоа и за да повторно го добиете тоа прекрашување на светлосните зраци точно во фокалната точка. И да го добиете, нели, јасниот вид. Ќе видите зашто сето ова го зборувам како вовет. И дури се вели овде дека мрежницата има слична улога, или ретината, како што има филмот кај фотоапаратот, или дури може да кажем и за камерата, нели? Тој е принципот. Тој светлосен сигнал го претвора во нервен импулс. Значи, мрежницата, и го праќа тој нервен импулс до мозокот, каде што се обработува таа информација и тука се добива вистинскиот лик. Поточно, нели, во мрежницата, каде што сте учеле, нели, физика, дека кога се прекрашуваат зраците преку леќата,
после леката се добива обратен лик. Ликот е наглавачки свртен. И од мрежницата се праќа тој нервен импулс до мозокот и во мозокот, негде во овој дел позади, тоа се добива исправениот лик. Значи, ја обработува таа информација мозокот и го добиваме вистинскиот лик. Сега, овој е интересен исто податок и е битен за оно што ќе го кажеме подоцна. Двојно гледање. Имаме аномалии на двојно гледање. Не знам дали се сеќавате на нашиот комшија тука пријател АЦ Александар. Тој имаше таков проблем и се уште го има, меѓутоа мене ми се пофали, имавме скоро неколку средби со него, па ми се пофали дека му е подобрен видот, има он некои техники, така ми даде дори материјали околу тоа. Тој имаше проблем, и се уште го има, двојно гледање. Значи, буквално двојно ги гледа работите. Како, што знам, како е напиен човек, може малку. Двојното гледање, заматениот вид, оцијот околу светлите предмети, потешко или бледо распознавање на боите се симптоми дека се развива катаракта или, народски кажано, перде. И ова е битно. Да видиме кога на човек и како на човек му паѓа перде пред очи во духовна смисла, или кога можеби и зошто човекот гледа двојно. Да ја прашаме вака пред да навлеземе во стиховите од 6 глава Матеј, дали можете вие со вашите две очи да се насочите во две точки? Не е можно. Значи, кога гледате, се фокусирате на една точка, на едно место. Можете на две места. Сега, кога ова го имаме во предвид, отвориме во Матеј 6 глава и еве ќе читаме во контекст. Значи, станува збор за 22 и 23 стих. Светлина на телото е окото, нели? Познати стихови, но ќе читаме од 19 стих во контекст. Затоа што некако се издвојува од овие два стиха и многу полесно е да се разберат во контекст. Значи, читаме 6 глава Матеј од 19 стих. Не собирајте богатство на земјата, вели стихот, каде што ги јаде богатство на земјата, множина, каде што ги јаде молецот и рѓата, и каде што крадците ги подкопуваат и крадат. Но собирајте си богатство на небото, каде што ни молец, ниту рѓа ги јаде, и каде што крадци не ги подкопуваат, ниту крадат. Зошто каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше. Што гледаме овде до сега? Библијата ни вели богатство овде на земјата и богатство онаму на небото. И вели, не собирајте тука богатство, затоа што тука се расипува. Многу е повредно да собирате богатство на небото. Таму е трајно. Значи, земја, небо. Ни кажува каде да се насочиме и каде да собираме богатство. И сега ако почитаме 24 стих, значи сега го читаме стихот после оние два клучни стиха, кои што ќе ги разгледаме, вели вака 24 стих. Никој не може да им слугува на двајца господари, зашто или едниот ќе го замрзи, а другиот ќе го засака. Или кон едниот ќе се приврзе, а другиот ќе го презре. Не можете да им служите на Бога и на мамона. На Бога и на парите. На богатството. Го гледате контекстот, поврзан е овој стих со претходните што ги прочитавме. Значи, не можеш и таму, и таму. Затоа кажав, фокус во една точка на едно место, ако сакаме да успееме, од духовна смисла, нели зборуваме. Не можеш и таму, и таму. Не можеш на два стола да седиш. И сега да ги прочитаме 22 и 23 стих, клучните стихови. Вели, светило за телото е окото. И така, ако твоето око биде здраво, и целото твое тело ќе биде светло. Овој превод вели здраво, преводот во Константинов вели бистро. Ако пак твоето око биде лошо, или болно, значи нездраво, а во други преводи вели, во контраст на здраво,
Овде вели, да, лукаво во Константинов. Значи, ако твоето око е заболено, ако е лошо, ако е лукаво, целото тело ќе ти биде темно. И така, ако светлината што е во тебе е темнина, тоа каква ли ќе биде темнината? Сега, за да одгатнеме, за да видиме што сака да каже овде Исус, значи, користи фигуративен, очигледно фигуративен речник. Да, и буквално, светило за телото е окото. Затоа што каде ќе оди телото ако окото не гледа? Нема да може да оди, или ќе падне во некоја дупка, да не кажам така. И ќе се искрши. Значи, светило за телото е окото, да, како што читавме од офталмолозите, че велат дека ви ја пружа целата слика на животот, комплетно живење е тоа, кога очите ви функционираат како што треба. Кога гледате како што треба. Иако, значи, тоа око е здраво, бистро, гледа чисто, тогаш одите како што треба. И во овој живот, но и во духовниот живот ќе го држите правецот кој што треба да го држите. Ако окото е бистро, ако окото е здраво, но интересно е што во англискиот превод, и кој што е најблизу, King James, до оригиналниот грчки збор што овде се користи, не се користи ни здраво, ни бистро, туку вели single на англиски, или тоа значи едно. Ако окото е едно, сега што сака да кажеш со тоа? Она што го спомнавме, фокусирано, или очите, ако ги земем, пошто ги имаме две, фокусирани, едно се, двете очи едно се, фокусирани на едно место. Тогаш и телото ќе биде светло. Ќе знае каде оди, во духовна смисла ќе знаеме каде одиме. Во самиот контекст, затоа и ги читавме овие стихови, многу јасно се гледа дека токму тоа е можеби најјасното значење на овие стихови овде. Може да се толкува и вака и така, но затоа што Елен Вајд ќе спомне и тоа дека под око се подразбира и совест во духовна смисла. Ќе прочитаме околу тоа нешто. Но, значи, ако очите ви се фокусирани, ако го имате фокусот, вистинскиот фокус, тоа ќе во ред со вас, со вашиот духовен живот. Не де на земја, де на небо. Да, ние одиме кон небесниот Ханан, еве пееме и убава песна, и сето тоа кој што побудува и емоции и се, но тоа се во ред. Меѓутоа, дали навистина ние одиме кон небесниот Ханан, или пак нашите очи се насочени, што не е ни возможно, нели кажавме, едното таму, едното ваму, или де ваму, де таму. Тоаш немаме фокус ние. Ние сме дефокусирани. Или, ако отвориме во Јаков 1 глава, посланието Јаково, овој превод ретко го користам и затоа и добро. Јаков 1 глава ќе читаме од 5 до 8 стих. Вели, ако некому од вас му не достига мудрост, нека ја побара од Бога, кој на сите им дава изобилно и без приговарање, ќе му се даде. Но видите што вели, но да моли со вера и никако да не се сомнева, зашто оној кој се сомнева прилега на морски бран, кога ветрот го издига и растура. Таков човек нека не мисли дека ќе добие нешто од Господа. И клучниот стих 8, човек што се двоуми во сите своји патишта е непостојан. Или другиот превод вели човек со разделена душа. Е во сите патишта непостојан. Господ сака да бидеме цврсти, фокусирани, постојани. Не дефокусирани, разделена душа, разделено срце. Ви текнува сега кога зборуваме за разделена душа и разделено срце на
на црква од 7 цркви во Откровение? Лаодикеја. Зошто вели нит си студен, нит си жежок, топол. Туку си ладен, млак, млак. Чи ни вака, ни така. Човек со разделено срце. Му служам ја на Господа, ама меѓу другото и на самиот себе. И затоа лаодикеецот не гледа како што треба. Односно, ајде да се подсетиме на пораката до Лаодикеја во 3 глава Откровение. Не само што не гледа како што треба, туку и воопшто не гледа. Нели вели дека е слеп. 3 глава од 15, ќе читаме од 15 стих, па понатаму. Ги знам, нели, делата твои, ти не си ни студен, ни жежок, о да беше студен или жежок. Така бидејќи си млак, а не жежок или студен, ќе те избулам од устата своја. Зашто велиш, богат сум и се збогатив и ништо не ми треба. Тоа се погледите на лаодикеецот. Тоа се неговите сваќања. Богат сум, се збогатив, ништо не ми треба. Но дали гледа како што треба? Не, затоа што вели, а не знаеш дека си беден и проколнат, сиромав и слеп и гол. Те советувам решението да си купиш од мене злато низ оган прочистено. Што беше златото? Верата која што работи преку љубовта. Спомнавме претходно. Без сомнеш. Ова се луѓе кои што немаат вера, кои што не се фокусирани на вистинското место. Затоа им треба вера, која што работи преку љубов. Што е другото? Бела облека, да се облечеш, значи Христовата праведност, затоа што лаодикеецот алудира на својата праведност, тој вели дека е богат, мене не ми треба ништо. Тој е во право. И очна маст. Намачкај ги очите твои за да гледаш. Духот Свети, кој што треба да пробуди совеста, да работи на совеста, да делува на грешникот, да тој се покае и да ги исправи своите пати, односно да го намести фокусот. Видите што вели Елен Вајд во еден цитат во книгата Ум, карактер и личност? Вели, овие зборови имаат, зборовите од Матеј 6 глава 22 и 23, значи клучните два стиха, окото, светлината на телото е окото, нели, на тие стихови се мисли, овие зборови имаат вистинско, но и друго значење. Односно, буквално и фигуративно значење. Тие се полни со вистина што се однесува на телесното око, со чие поможи и гледаме надвршните објекти. Но тие се исто така вистина во односи на духовното око. И вели совеста. Со која што ги проценуваме доброто и злото. Ако окото на душата, односно совест, е совршено здраво, душата ќе се поучува во добар правец. Но ако совеста се води според човечките согледувања, кои не се подчинети и омекнати од Христовата благодат, умот е во болна состојба. Интересно, значи, не вели Елен Вајд дека сега ние треба да се подпираме на совеста. Знаете, многу христијани или луѓе ќе речат, па по совеста јас постапувам. Да, ама каква ти е твојата совест? Павле вели дека има луѓе со заматена совест, има луѓе со жигосана совест. Значи, да, тоа е совеста, но вели совеста која што е совршена, ако окото е совршено здраво, душата ќе се поучува во добар правец. Но ако совеста се води според човечките согледувања, значи, која е тогаш здрава совест? Во која што Светиот Дух работи. Но ако совеста се води според човечките согледувања, значи не како Бог кажува, туку ја како гледам, или мои криви согледувања, кои што не се подчинити и омекнати од Христовата благодат. Значи, потребно е делување на Христовата благодат, за да ги омекне нашите ставови и согледувања, тогаш вели умот е во болна состојба.
И што вели понатаму? Работите не се гледаат онакви какви што се. Фантазијата е возбудена, да, луѓето имаат бујна фантазија, и окото на разумот ги согледува работите во лажна или искривена светлина, или ја би кажал наопаку. Значи, тој нервен импулс, таа слика која што е наопаку во ретината, не оди понатаму, значи тој нервен импулс не се испраќа до мозокот, односно не го обработуваме со здрава совест, во која што, преку која што делува Духот Свети, и имаме искривена слика за нештата. Искривена светлина овде вели, лажна искривена светлина. Како што е вело Одикеецот, видовме колку искривена светлина има за себе си. Сега ќе спомнеме неколку само работи кои што доведуваат до искривено гледање на нештата, или до нејасно гледање на нештата, или пак до заслепеност. Само ќе ги напомнеме. Двојно или нејасно гледање може да се јави, како што спомнав претходно, односно од опијанетост. Ако сте имале прилика некојаш во животот да се поднапиете, знаете зашто зборувам. Ке се сетам пак на она шеговита изјава на еден пријател и комшија тамо мој во Свети Николе, кој што ни опишуваше онака, знаете, тоа во тие години луди, па се фалиш дури колку пати си се опил. Па тоа е, знаете, тоа не знам, тоа е нешто мажевност, да, гордост. И вика, идам, вика, се враќал тамо, не знам, од највечер. И кога скокна тоа асфалтот, вика, кога ме удри по чело. Дали тоа е вистинската слика? Не скокнал асфалтот, туку тој паднал. Врз асфалтот. Тоа е тоа. И во духовна смисла, како тоа ние можеме да се опијаниме? Од лажните науки. Виното вавилонско, нели? Тоа се лажните науки. Кои што, дискутиравме ова попладне со Дејан, со Зорица, и те како ги има и се повеќе ги има, тоа и тоа во редовите на Божиот народ. Ако се поднапиеш од вавилонското вино, од ова или од она, затоа што ги има разни врсти, знаете, па, како велат за виното, колку е постаро, толку е подобро. Не знам како тоа го мерат и го ценат, но во духовна смисла, ја би рекол, колку е постара таа некоја лага, толку е поопасна. Знаете, она најстарата измама на ѓаволот, вие нема да умрете. Туку само ќе бидете, ќе станете како богови, дори. Господ ви е љубоморен. Во ред. Наспроти лажните доктрини, здравата наука е таа која што благотворно делува на окото, односно на видот. Здравата наука. Библијата ја нарекува здрава наука. Или вели дека во последно време луѓето ќе се отргнат од здравата наука и ќе тргнат по бабени деветини или бајки таму вели. И сето тоа ствара зашеметеност, нејасно гледање, па и заслепеност. Еве да прочитаме еден стих, односно два стиха во второ послание до Коринќаните, 4 глава. 4 глава од второ послание до Коринќаните, 3 и 4. Ако пак е и покриено нашето Евангелие, тоа е покриено за оние што пропаѓаат. За оние на кои Богот од овој свет им ги заслепил нивните безверни умови, за да не ги осветли светлината на благовестието на Евангелието за славата на Христос, кој што е слика на невидливиот Бог. Че видите, луѓето не може да ги осветли Евангелието.
Таа радосна вест, тие неа ни гледаат како радосна вест, за жал. Затоа што Богот на овој свет им ги заслепил нивните умови без вера, безверни умови. И еве како, има еден друг цитат од Елен Вајд што вели: непријателот на сета праведност ги заслепил очите на грешниците така што гревот не им изгледа грешен. Живееме во едно такво време каде што сето она што беше грев до пред 10-15 години, можеме да кажеме, за кој што беше срам да се зборува, сега веќе вообичаено, дури е нешто ин, нешто модерно, кул, како се го вика. Заслепеност од себичност и самодостатност. Себичноста доведува до заслепеност, затоа што па не може да вие да имате вистински поглед и бистро око, да кажам, или фокусирани да сте, ако гледате на себе, како вие во духовна смисла, како христијанин, ќе одите по вистинскиот правец ако гледате на себе. И кога зборуваме нели за богатството на земјата и на небото, себичниот знаете ли што како ќе постапува? Он ќе сака да го грабне и тоа и тоа. Ама рекохме дека не оди. Значи богатство и ова, богатство и тоа, а и тоа и тоа, ама не оди. Себичниот сака за себе. Не? Или само доволниот. Како што е лаодикеецот, самодоволен, самодостатен. Не му е важно ништо друго. Он е богат и се збогатил. Кога не се почитува вистината, исто така тоа доведува до заслепеност. Значи, веќе кажавме, лажни доктрини. Место вистината, прифаќајте лагата. Лажните науки, ги спомнавме. Кога си угодуваш на себе си, исто така. Гордоста исто така заслепува. Страстите и уживањето на овој свет, задоволствата, забавата, сето тоа заслепува, сето тоа го замаглува видот, ве дефокусира. Само малку еден дел да прочитам од мисли гората на блаженството од цитатот и ќе привршиме на крајот со решението за дефокусираност. Бидете искрени, вели, и непоколебливи во своето настојување да дојдете до вистината, да и се покорите по секоја цена и тогаш ќе примите божествено просветување. Искреност, непоколебливост, настојчивост, да се дојде до вистината и да се остане во неа. Вели, но ако окото е заслепено со самолюбие, насекаде владее само темнина. Токму таквата темнина ги обзела евреите во нивното упорно неверување и ги спречила правилно да го сватат карактерот во мисијата на оној кој дошол да ги спаси од гревот. И за жал го отфрлиле и ден денеска чекаат некој друг месија. Превласта, вели, само на една грешна желба покажува дека душата е измамена. Секој попуштање на таква желба во душата го јакне противењето на Бога, кон Бога. Кога чекореме по патеката што ја одбрал сатаната, стануваме обкружени со сенките на злото. А секој чекор води во уште поголема темнина и се повеќе го заслепува срцето. Или совест, така сакате. Во духовниот, како и во природниот свет, владее истиот закон. Оној што секојаш живее во мрак, најпосле, што? Ќе изгуби моките на видот. Вие малку само време кој ќе се задржите во потемна просторија, па излезете надвор на јако сонце, како тоа ве заслепува, значи каков ефект има. Камо ли на оној кој што вели, ако се навикне да живее постојано во мрак, значи во себичност, во лажни науки, во забави, во угодување на себе и така натаму, сите оние моменти што ги спомнавме, тоаш едноставно ќе изгуби моќта, тотално моќта на видот. Таквиот човек е фрлен во бездната потемна и од полноќта, па дури најблескавите пладневни зраци не може да му донесат светлина. И сега, кој е решението? Спомнавме очна маст. Светиот Дух е тој кој што треба да го покрене тој процес. Светиот Дух да не осведочи за грев, за правда и за суд, односно да укаже на тоа дека нашиот поглед не е фокусиран, не е во ред. И да се покаеме. Но,
Ајде да прочитаме во 2 Коринќаните 3 глава 18 стих. Второ послание до Коринќаните 3:18. Еве зашто реков дека се поклопува со насловот на стиховите гледајте во него. Што вели овој познат стих? Ние пак сите со откриено лице, како во огледало, гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме во истиот лик од слава во слава, како од Духот Господов. Каде треба да гледаме? Каде треба да бидеме фокусирани за да успееме, за да растеме од слава во слава? Да гледаме во Господовата слава, да гледаме во Господовиот карактер, а тоа најдобро се гледа во Христа и во неговиот живот, и тоа најдобро, ако можам така да се изразам, на крстот, каде што беше изразот на тој Божји карактер до највисоко ниво покажан. Овде во оваа глава претходно, ако читате, не мора да читаме, често пати се спомнува перде, или, како е во овој превод да видам, покривало. Зборува за оние кои што не можат да го разберат ни Мојсија, не можат да ги разберат списите на Стариот Завет, тоеш како би го разбрали и Новиот. Но, вели, вика па така, еве 15 стих, и до ден денес, кога се чита Мојсија, превезот им стои на нивното срце. Превез, покривало, перде на очите. Но кога ќе се обратат кон Господ, превезот им се симнува, обраќање кон Господ. Покаяние и обраќање кон Господ. А Господ е Духот, каде што е Духот Господов, таму има слобода, и потоа вели, ние пак сите со откриено лице, како во огледало, гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме во истиот лик од слава во слава, како од Духот Господов. Ако не изгубим фокусот, ако гледаме двојно, ако имаме перде на очите, ако не гледаме како што треба да го вратиме фокусот. Треба да гледаме таму каде што треба да гледаме, во Исуса Христа, во Господа. Оставете ги овие земски работи, што тешко се оставаат, реални да бидеме, тука живееме на таа земја, и ѓаволот се служи на разни начини да дефокусира од Христа. Лесно, многу полесно се враќа фокусот на овие очи. Си купите едни ночери и готово. Сега малку е проблем, реално, за да не изигравам сега тука да ги вадам постојано, затоа што сега малку матно ве гледам вас, пошто се заблизу, ама ми служат за да добро читам, така да се знаеве. Ве гледам и кој сте и колку сте на број. Нека Господ ни помогне, затоа што за разлика од овој фокус, овој духовниот, не велам дека тешко се враќа. Ама да, понекогаш е тешко, затоа што тешко се остава гревот, тешко се остава можеби лажната наука, затоа што сте заблудени, верувате дека е така, а не е така, имате искрен поглед. Така да потребно е делување на Духот Свети. И во овој, и во друг случај, дали за покаяние, дали за да се извлечете од лажна наука, секојаш е потребно делувањето на Духот Свети, и да вие бидете спремни го дочекате тоа негово делување, да се понизите и да дозволите да тој работи. И насочен погледот постојано кон Христа. Така само ќе растеме и ќе бидеме фокусирани. Нека му е слава на Господа и нека ни помогне во овој поглед. Амин.